Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. 92 рекордна победа за Луис Хамилтон. Ако минатата трка го изедначи рекордот на великанот Михаел Шумахер, сега и го престигна со тоа што во моментов Луис Хамилтон е апсолутен рекордер во историјата на Формула 1 по број на победи во една одлична, интересна трка со одличен старт, со многу пресврти, со многу претекнувања и со голема борба. Во средината на поредокот ги видовме буквално сите болиди компетитивни, неколку инциденти, навистина една интересна трка и се надевам дека Портимао ова патека во Португалија може повторно направи камбек во идната сезона или во некоја сезона понатаму во иднината на Формула 1, бидејќи навистина некои класични трки, постари трки како ова недостасуваат во календарот на Формула 1. Лош почеток за Валтери Ботас по кој знае кој пат, човеков доказ зашто немаме интересно првенство кога веќе Мерцедес е толку доминантен и е понапред од сите тимови во апсолутен перформанс на нивниот болид, на нивната шасија, барем да имавме битка внатре во Мерцедес како што тоа го правеше Нико Росберг кога му прекосеше на Луис Хамилтон, меѓутоа Валтери Ботас очено лош старт и го успеа потоа да го помине Луис Хамилтон. И двајцата стартуваа на средната компонента на гуми. Тука за момент блеснаа двајцата возачи на Мекларен, како во старите добри времиња. Мекларен на врвот, Карлос Сајнц успеа најпрв да го помине Хамилтон, па Ботас, па да избие на првата позиција, да ја искористи таа предност на помеката компонента на гума, која полесно се загреа на самиот почеток и даде подобар перформанс на болидот на Мекларен. Добар старт и за Ландо Норис, едно време беа први и четврти, меѓутоа како двата Мерцедеси ги загреаат своите плевматици, нешто да си дојдоа на свое. Одлична трка и за Чарлс Леклерк, тивка трка, си ги претркна и Норис и Сајнц, и така некако се закотви на тоа четврто место, што ще еднаш укажува на квалитетите на Леклерк за каков водач станува збор, бидејќи вади максимум од тој апсолутно некомпетитивен болид на Ферари. Оваа сезона тивка трка, без инциденти, без грешка, со добар питстоп, буквално до четвртото место зад Макс Верстапен. Макс Верстапен повторно го вади максимумот од Red Bullот, меѓутоа за жал тоа во моментов е доволно само за трета позиција по почетниот инцидент помеѓу него и Серхио Перес, по кој возачите на Мекларен успеа да капитализираат на самиот старт. Серхио Перес импресивен со Racing Point Мерцедес денеска се најде на опашката по самиот инцидент со Верстапен, меѓутоа со одлично возење. На крај, во една тесна борба со Пиер Гасли и Карлос Сајнц од Мекларен заврши седми. Карлос Сајнц, кој на почетокот, што напоменав, ја предводеше колоната во првите 3 круга, потоа заврши шести. Грешка, мислам дека во стратегија на Мекларен денеска, иако очигледно сакаат да го различат тој питстоп на меката компонента, се виде дека таа гума после 7-8 круга ги губи своите перформанси. Исто му се случи на Серхио Перес, кој, ако не грешам, влезе во пит на некој 15 на круга до крајот и веќе во 60-тиот круг од 66 неговите гуми меки беа веќе надвор од надпреварувачка форма. Добар ден повторно за Реано, Естебан Окон и Даниел Рикјардо, 8 и 9. Човек на денот за мене е Пиер Гасли, дечкото кој беше деградиран од Red Bull назад во Торо Росо, односно оваа година Алфа Таури, продолжува да сјае на сметка на Алекс Албон, кој повторно имаше една тешка трка со слаби перформанси, 12. 13. Ландо Норис, Себастијан Фетел 10, заборев да го напоменам. Кон крајот имаше добри перформанси на тврдата компонента на гуми, но направи неколку грешки при стопирање. Сериозно го оштити својот преден десен плевматик, па мислам дека тука тој момент го лимитираше неговиот прогрес понатаму, иако беше многу близко до Даниел Рикјардо во еден момент. Ландо Норис 13, по глупавиот инцидент кој го предизвика Ленс Строл, дечкото да не е татко му, да не плаќа и сега да не е поседува тим, не знам дали би имал место во Формула 1. Ленс Строл, имајќи поголема брзина на правецот со ДРС уред, наместо да оди од десната чиста страна и да го претекне од натрешна страна, Ландо Норис се обиде да изиграва херој и од надвешната страна по самиот рап на таа банкина предизвика судар по кој и Ландо Норис и Ленс Строл завршија во боксот. Ландо Норис со промена на носот и предно крило, Ленс Строл исто така, за да на крај пред времено да ја заврши трката по казна од 5 секунди за инцидентот со Норис, казна уште една од 5 секунди за непочитување на
границите на самата патека, така да де факто би рекол класично платен возач кој не заслужува од аспект на возачки талент да биде дел од Формула 1 падокот. Интересни дуели од самиот почеток до крај. Кими Реконен денеска беше импресивен, за малку не влезе во бодови, 11-ти, Джордж Расел уште една одлична трка со Вилијамс, 14-ти и така натаму. Кои се вашите мислења за денешната трка? Хамилтон убедливо на врвот, заслужено на тронот со 92 победи, Ботас очарување на денот пар екселанс. Беше прв, повторно престигнат од Хамилтон и на крај 20 секунди за останување со истиот болид, мислам, тоа е веќе равно на срам. Навистина сме ограбени од една битка во првенството, кога вториот возач во најдоминантниот тим веројатно во историјата на Формула 1 буквално не може да ја види победата, а не да дојде на незе од Луис Хамилтон. Ваши коментари очекувам за трката и сега ако се гледаме следната голема награда на Имола, се враќаме повторно на оваа легендарна патека по 10 и повеќе години пауза. До тогаш, до гледање.